Почитувани граѓани, со резултатот од првиот круг покажате дека сакате заедништво и напредок. Вие добро знаете што е разликата меѓу мојот концепт кој води напред и поделбите и изолацијата на Силјановска и Мицкоски кои водат назад. Овие избори се пред се битка во која мораме да обезбедиме држава која ќе оди напред. Нови избори се носи клучната одлука во клучен момент за нашата земја и нашата иднина. За оваа одлука секој човек е важен. Сечии глас е важен. Важен е гласот во кутијата, но и гласот што во првиот круг остана дома. И едниот и другиот глас праќаат јасна порака и таа порака е примена. Ве уверувам дека гласно ќе ја критикувам секоја власт која нема да ги слуша потребите на граѓаните, ќе го осудувам секој кој ќе посегне по нивните права, кој ќе работи против демократијата и правдата и ќе се обиде да поттикне поделби и конфликти. Јас силно верувам дека само обединети и заедно можеме да одиме напред. Кристално е јасно дека најголемиот дел од граѓаните и од тие што гласа и од тие што останаа дома се определени за европска иднина на нашата земја, за членство во НАТО и во Европската Унија, за пријателство со соседите, за да бидеме почитувани во светот, да имаме странски инвестиции, добро платени работни места и реформи според европските стандарди. Во име на овие заеднички вредности и цели ве повикувам во недела на 5 мај да излеземе масовно и да го заокружиме бројот 3. Од седењето дома, единствено корист ќе имаат ВМРО ДПМН, Силјановска, Мицкоски и Никола Груевски. Режимот не сме да добие повторно шанса. Драги сограѓани, македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, сите етнички заедници. Нам ни треба општество кое ќе гарантира еднакви права на сите, а не поделби и дискриминација. Ни треба вистинска правда, а не партиски привилегии. Сакаме развој и напредок, обединета и сигурна држава. Повеќе перспективи за нашите млади дома, тука. Затоа ве повикувам никој да не остане дома на 5 мај. Да излеземе и еднаш за секогаш да ја запечатиме нашата европска иднина. Да одиме заедно напред. Дека вчера повикаа сите масовно да излезат на 5 мај на гласање и да покажеме дека сме одлучувачки фактор за едината. Очекувам цензус, односно цензусот да биде постигнат, очекувам дури некој процент над оној процент кој беше постигнат во првиот круг. Повикот на господинот Река го почитувам и го ценам како повик на вистински демократ и европеец, кој знае дека нови избори се решава и за нашата европска иднина, и за нашата целосна интеграција во Европската Унија и во НАТО, и знае дека со седењето дома, другата опција, која не е за тие вредности и за тој пат, би добила шанса, чи мислам дека во вистинско време, вистински повик од човек за чии што демократски референции никогаш не сум имал сомнеш.